Здраво, драги родители! Добре дојдовте на уште едно видео на Малиот принц за свесното родителство. И во денешното видео ќе зборуваме за 7 замки на родителството, односно тоа ќе биде исто продолжение од претходното видео, во кое што зборував за исто така за замките на родителствување, значи за првата замка, за првата лага, во која што родителите влегуваат кога родителствуваат, и сега продолжуваме понатаму. Следува втората замка или втората лага во која што родителот верува, а тоа е дека едноставно родителите мора да бидат внесени во родителството со голема контрола од нивна страна. Значи, кога влегуваат во родителството, родителите да влегуваат со голема контрола кон детето. Од кои причини е ова негативно верување и како што нарекува често пати Шефали една од најтоксичните лаги? Пред се таа вели дека затоа што ниедно живо суштество не може да контролира друго живо суштество на долг рок. Вели, обидете се вие едно дете од 3 години постојано да го контролирате 16 часа. Дали тоа ќе ви успее? Секако се разбира дека нема да ви успее, затоа што ние нема и што да контролирате во тие 16 часа. Значи, поради оваа идеја која што вели дека по правило родителот ја има постојаната контрола, целосна контрола врз детето, кога детето нема да го манифестира тоа нешто, ние што помислуваме? Помислуваме на две работи. Или дека нешто не е во ред со нас, или дека нешто не е во ред со детето. А бидејќи ние сме влезени во контрола со детето, значи ние ќе влеземе во една состојба во која што ќе почнеме прво да се нервираме и се вознемируваме, почнуваме да викаме, почнуваме да се дериме, почнуваме да покажуваме без кон детето, затоа што тоа е лошо дете, бидејќи ние како родители едноставно не можеме да бидеме во контрола. Значи, детето ни е криво затоа што ние не можеме да бидеме во контрола. И Шефали вели дека ова е лагата. Ова е лагата зашто од самиот почеток ти не можеш да контролираш друго битие. Едноставно, која што можеме ние родителите е да имаме контрола врз самите себе си. Значи, ние да се саморегулираме и да престанеме да се обидуваме да контролираме друго човечко суштество, затоа што секогаш кога се повеќе и повеќе ќе се обидуваме да супресираме друг, да сакаме да го ставиме другиот во подредена состојба, другиот се повеќе ќе бара отпор, затоа што тоа е во природата на човекот. Значи, кога одиш против оваа природа, ти до толку ќе влегуваш во постојан конфликт каде континуирано ќе го обвинуваш другиот наспроти тебе. И тогаш еден родител и се обратил на Шефали, затоа што ова Шефали го кажува на незините предавања. Таа вели, родителот и се обратил: ова што го кажуваш навистина е добро, меѓутоа моето дете има 19 години. Како сега јас да се одлучам свесно да родителствам, кога јас мислам дека е доцна ова нешто да го практикувам. Моето дете е веќе возрасно, а и мислам дека е доцна за мене да можам да си помогнам на себе си. Меѓутоа Шефали одговорила: никогаш не е доцна да можете да се представите како свесен родител пред вашето дете. Таа вели, еве еден пример, да ви дадам. Пред 10 дена што се случи? Во канцеларија кај мене влезе еден родител кој што имал ќерка 23 години. Меѓутоа, што се случило? Кога била на апсолвентската забава, таа добила алкохолно труење и но поради фактот што родителот кога дојде кај мене толку многу имаше волја да му помогне на своето дете, тој преку насоките кои што јас му ги дадов направи една феноменална работа, успеа својата ќерка да ја извади од состојбата на алкохолизам во која што била влезена на својата 20 годишна возраст. Значи 3 години веќе таа била влезена во алкохолизам и таа вели дека никогаш нема да ја заборавам таа гледка која што се јави кога
Ќерката беше со нејзиниот татко и која што му беше бескајно благодарна за тоа што го направи таткој за неја што е успе да ја извади од таа состојба на алкохолизираност, мислам, на алкохолизам. И затоа вели Шефали, ние како родители никогаш не можеме да знаеме кога и какви ќе ни се случат ни животот разни непријатности, какви непријатности ќе ни подметни животот во врската со нашите деца, какви непријатни изненадувања ќе ни постави. И затоа се бара од родителот свесност. Затоа што свесното родителство е токму тоа кое што го бара од родителите. Тоа бара да се изградиме ние како човекови битие, каде што, значи, претходно ние ќе учиме да вистински да можеме да му одговориме на нашите деца, наместо да реагираме спрема нив. Значи, свесното родителство ги учи родителите да му го дадат она што на вистина му е потребно во моментот на своето дете, наспроти постојано да бидеме реактивни спрема децата, кога ќе се случи нешто непријатно. И таа вели во сите нејзини книги кои што се поврзани со свесното родителствување, таа во нив ги објаснува сите егошеми, сите образци по кои што ние влегуваме во врските со другите, значи со децата, и како да се ослободиме од тоа нешто. Меѓутоа, најпрво треба, таа вели дека има голем број на начини како да се, каде што се прикажани како да се освестиме, да го препознаеме тоа его и за да можеме да видиме по кој начин ние цврсто се држиме за тоа его и како функционираме ни целиот живот со нив. И тогаш се јавил еден родител и ја прашал, во случај некој да дојде и да ве праша, ве слуша, значи прв пат каде што зборувате и да сигурно прво ќе си речи зашто зборува оваа жена овде? Зашто се работи? Зашто се однесува? Дали кога зборувате за егото се станува збор само за некој кој што нарцистичко се однесува или станува за сосема нешто друго? И Шефали рекла, прво да ви објаснам, еве, за тие кои што прв пат доаѓаат овде и се сретнуваат со тоа нешто, кога, например, јас и ти се доаѓаме ние како, значи, бебиња на овој свет, доаѓаме во семејството со едно одредено чувство за своја собствена удобност. Значи, со одредено чувство, со едно одредено внатрешно знаење за себе и со одредени информации кои што не прават едноставно да бидеме спремни за она кое што ние сме тука дојдени, за она што сме планирани, ајде да речеме, од Божественото. Што значи тоа? Значи дека ние не сме условени, ние сме чисти, не сме влезени во идентитетот на добар лош, на убав грд, на мрзелив работлив и така натаму, туку едноставно ние сме дојдени да бидеме тука. Само да бидеме. Меѓутоа, кога ќе пристигнеме во животот на нашите родители, кој што е исполнет со одредена доза на несвесност, со емоционална ранливост кој што ја имале од своето детство, и дополнително тука да ја спомнеме и да го спомнеме растот на несвесноста во културата во која што екзистираат родителите, значи ние полека како деца стануваме условени. Значи како деца ние кога доаѓаме првично, ние им се представуваме на родителите преку својата чистота. И што му велиме? Значи, зарем јас не сум доволно вреден, зарем јас онаква каква што сум не сум доволно добра, со тоа што само сум, со тоа што само постојам, но родителот што вели? Не, ти таква каква што си, не си доволно добра. И затоа дозволи ми да те променам и од тебе да создадам она во што ти треба да бидеш. Ќе ти ги дадам моите, како? Ќе ти ги дадам моите традиции,
мојата религија. Ќе ти дадам кого да вреднуваш. Од што да се воодушевуваш, колку често да се воодушевуваш, каков партнер ти треба, со кого да влезеш во брак, колку деца да имаш, до кое ниво на успешност да бидеш, како да изгледаш убаво, како да се одржиш во надпреварот со другите во животот. Јас за сите точки од твојот живот ќе ти кажам, затоа што јас сум родител и затоа што јас знам најдобро. И Шефали вели, ете тие работи, ние уште родителите, значи додека детето е во колевката, ние почнуваме да ги разгоруваме во нашиот ум, преку нашите фантазии и кој што Шефали спомнува дека значи тоа нешто влегува уште во мајчиното млеко и се пренесува кај детето и детето разбира и вели јас не сум доволно добро за моите родители, онакво какво што сум. И ќе морам да да се откажам од своето собствено знаење, од своето собствено јас, за да се поврзам со родителот. Значи, детето знае дека што се вели? Јас морам да ги слушам родителите, инаку нема обстанок. И тоа е егото, значи производителот на тоа лажно јас, кое што ја напушта го напушта собственото автентично јас, своето собствено јас, во замена за поврзување со родителот. И затоа таа вели тука, да го поставиме сега прашањето која е целта на свесното родителство. Целта на свесното родителство е родителот да се врати во тоа место пред појавата на егото. Значи, и што подразбира тоа? Симнување на сите наслаги од егото, кое што како дете ние сме ги зеле, да ги отстраниме слој по слој, како резултат на нашите негативни верувања, маска по маска, значи да ги отстраниме. Меѓутоа, за да се случи тоа нешто, прво што треба да направиме? Мора да станеме свесни. Мора да го видиме тоа его. И мора да се согласиме со себе дека го имаме ние тоа его во нас. Дека го носиме во нас и дека живееме, функционираме со тоа его и дека исто така и го носиме со себе кога носиме голем број на животни одлуки. Значи, ние мора да преиспитаме голем дел од аспекти од нашиот живот, онаму каде што да видиме каде сме успеале до некој ниво да останеме автентични и во кој дел, значи, ние носиме маски и да ги симниме маските за постепено повторно да можеме да си бидеме комфортни во на што ние сме. Значи, не комфортни во зоната на удобност, туку комфортни во својата собствена кожа, без упорно да влегуваме во собствената персона која што е егото. И Шефали вели дека сите ние помалку или повеќе ќе мора да поминеме низ ова патување, за да видиме кои сме испод маските на условеностите. И сега продолжуваме со третата замка. Третата замка или лагата е доста интересна и каде што најмногу, значи, се кршеле копијата, Шефали ги кршела копијата со родителите и таа гласи: јас сум среќен родител оноку колку што во најмала рака е среќно моето дете. И Шефали вели, кога ние ќе кажеме дека сме најголемите жртви на своите деца, таа вели тоа е до одредено ниво е на вистина, но каква вистина? Таа е патетична вистина. И еве ќе ви кажам зошто како родители ќе треба да целите кон тоа да не станувате жртви. И таа вели зошто? Затоа што прво ние сме толку зависни од контролата кон своите деца. И тоа нешто ни создава не става во една заплетканост со нашите деца. Едноставно да влеземе во една мрежа и да се заплеткаме заради проблемите кои што си ги создаваме со таа
лудо идеја со тие лажни верувања дека треба да цело време да ги контролираме нашите деца и создаваме разделеност наместо да создаваме поврзување со нашето дете. И кога доаѓале родителите и ќе кажеле дека јас сум многу несреќна, гледам дека и моето дете е несреќно, и Шефали ќе ги прашала, јас го гледам тоа сето, ама ајде вие кажете ме сега од ова сето кое што ви се случило, каква добробит добивте, какво добро има од тоа кога двајца несреќни луѓе се добива од сето тоа, кога вие фактички и ти и детето сте сега несреќни. Која позитивност ја има овде? Затоа што упорно верувате дека расположението и чувствата твои зависат од твоето дете. И кога тоа го веруваш, ти уште повеќе си ги земаш како да се твои. Значи овде се појавува едно чувство на имот, на собственост, еден на друг со вашето дете. И тоа е навистина крајно опасно. А зошто се случува тоа, вели Шефали? Затоа што сакаме ние децата да ни бидат среќни, затоа што тие нас не прават среќни. Ние така се чувствуваме среќни, затоа што ние како деца, кога сме пројавувале силни емоции, нас ни биле потискувани, нас ни биле едноставно сме биле супресирани, наместо да можеме да ги спроцесираме, да ги искажеме, и затоа кога се несреќни нашите деца, ние сме уште повеќе несреќни, бидејќи тие емоции ние не можеме едноставно да ги поднесеме. Ние не можеме, се чувствуваме нелагодно. Сакаме нашите деца едноставно да можеме да му ги избришиме тие несреќни емоции, несреќни чувства и да можеме, значи на нивните лица би залепиле еден салотейп и би им нацртале една голема насмевка на лицето, и за да можат тие вечно да бидат насмеани, за да и ние се чувствуваме такви. Меѓутоа, Шефали вели дека ова нешто кога им го правиме на децата, ги учиме децата да бегаат тие од несреќните чувства, од состојбата да бидат, да не сакаат да бидат тажни, да не сакаат да бидат во болка, едноставно, значи покрај таквите чувства, покрај таквите емоции да се чувствуваат секогаш нелагодно. Меѓутоа ова ги води во дисфункционалност децата, затоа што чувствата сами по себе тие не се негативни, туку тие представуваат една енергија која што, значи, како животот кој што е исполнет со подеми и падови, значи со постојано движење нагоре надолу, така и чувствата се појавуваат. Значи во зависност од она што го доживуваме во нашиот живот. И тие бараат кога ќе дојдат низ нас да се створи еден тек и истек, значи една енергија да влезат во нас и да излезат. Меѓутоа, бидејќи ние не сакаме, мислиме дека тагата, болката, тоа е нешто кое што не можеме, не сме навикнати да го isprocesirаме, значи тие чувства како енергија, наместо да излезат од нас, значи ние не му дозволуваме, не ги isprocesirаме надвор од нас и тие се задржуваат како една блокада, создаваат блокада на негативна енергија, затоа што тие прво доаѓаат како на неутрална енергија која што треба да излезе од нас. Меѓутоа, кога нештото нема да се случи затоа што во нашата природа е, значи да нештото да влезе како енергија од нас и да излезе. Меѓутоа, кога ние не делуваме согласно со нашата природа, затоа што и ние сме енергија, што ќе се случи? Одиме против природата, одиме против божественото и, значи, тогаш се создава, кога нештото не оди во позитивна насока, ќе се сврти во негативна насока. И тоа ќе оди спрема нас, односно спрема детето. И што се случува? Се случува таа празнина која што ја има детето, бидејќи не ги isprocesirало своите емоции, своите чувства, да се врати
на тоа место. Значи да се исполни со таа негативна енергија која што води кон тоа детето да не биде повеќе природно. Значи да влезе во дисфункционалност, затоа што негативната енергија создава дисфункционалности. Како тоа детето ќе го направи? Ќе го направи на начин на кој што тоа мисли дека треба да го направи. Во смисла на тоа, онаму каде што се чувствува најранливо. Дали тоа ќе биде алкохол, дали тоа ќе биде дрога, дали тоа ќе биде користење на или влегување во некои неразумни врски. Значи, детето ќе покаже голем број на дисфункционалности и сразмерно тоа Шефали токму поради тоа вели дека ние мора да престанеме да бараме нашите деца да бидат постојано среќни. Ние да ги учиме нашите деца дека животот на вистина е исполнет со голем број на предизвици. И едноставно дека кога ќе станат возрастни, значи ќе се јавуваат и ќе доживуваат голем број на ситуации кои што ќе му бидат исполнети со голем број на емоции и на чувства и дека се навистина силни да можат тоа нешто да се справат со тоа. И токму поради тоа Шефали вели ние наместо да воспитуваме деца кои што ќе бидат перфектни, да им кажуваме на децата дека значи треба да бидат силни и дека можат со било кое животно искуство да се справат низ својот живот. И значи со тоа што ги сакаме децата да ги воспитуваме постојано, значи да влегуваме во една состојба од која што сакаме постојано да бидат среќни, ние само му даваме една погрешна, една негативна порака, едно негативно верување на децата. И после тоа Шефали ја прашала еден родител, јас се сложувам со сето ова што го кажуваш, меѓутоа одбивам да го родителствувам своето дете свесно. Едноставно сакам да си продолжам по тој пат по кој што по истиот пат по кој што го родителствувам. И мислам дека ќе создадам отпорно дете. И Шефали, значи, му одговорила, му рекла, видете, навистина доколку сакате вие да одгледате отпорно и само зајакнато дете, прво ќе мора да го образувате детето, да го учите детето, да го едицирате детето дека животот, значи, е полн со амплитуди кои што одат горе-долу, значи како падеми и како подеми, и дека животот е полн со неразумности, да го научите детето дека навистина ќе биде и повредено, и изиграно, и изневерено, но и дека тоа навистина може да се справи со сето тоа. Значи, да му кажеш на детето да го учиш, додека е мало, дека животот не е перфектен, дека животот не е идеален, но и дека ќе има безброј на чувства и емоции кои што ќе влегуваат во неговиот живот, ќе се создаваат различни, ќе поминуваат низ различни животни искуства, меѓутоа дека тоа и декако може да се справи со сето тоа, може да го надмени сето тоа, меѓутоа едноставно ќе мора прво како родители да престанеме да сакаме постојано упорно да бараме да бидат среќни нашите деца. Значи, затоа што таа вели дека среќата доаѓа од себе прифаќањето, онакво какво што е детето, да се прифати себе си во сегашниот момент и да делува во својот живот спрема она кое што пред него се поставува како искуство, а не да се влегува во некои верувања дека така и така треба да биде мојот живот и едноставно дека и да се обидува по тие негови лажни верувања да го живее животот наспроти она што му се прикажува како вистински живот во сегашноста. И затоа што вели животот по својата природа е многу динамичен, е исполнет со
енергија, тој е живописен, колоритен и ние ако не сме во состојба да можеме сите тие различитости да ги искусиме низ животот, низ нашите животни искуства, Шефали вели дека децата ќе ги оставиме да ни бидат кревки, да бидат кршливи, да бидат лесно ранливи и затоа Шефали вели учете ги на вистина вашите деца наместо да бидат среќни, значи учете ги да бидат свесни, да бидат присутни. За она кој што се тие во својот живот, за онакви какви што се во својата суштина. И ако во животот значи му се случи да бидат повредени, дека сите тие чувства и емоции со таа повреденост која што ќе ја доживеат, кога ќе му дојдат, дека е во ред да ги чувствуваат. Значи, во ред е да страдаат, во ред е да имаат болка, во ред е да бидат тажни, понатаму во својот живот ако доживеат некоја болест и така натаму, значи дека и сите тие чувства и емоции кои што ќе ги донеси таа болест, како тие ќе ја доживеат, значи дека се способни да можат сето тоа да едноставно да го преживеат и да можат после тоа да ќе стана самите ќе видат колку посилни, колку посамозајакнати ќе настанат кога едноставно ќе се соочат со се она што им го носи животот, наместо да го одбегнат и затоа што секој одбегнување, секој несоочување води кон дисфункционалност во функционирање во животот. И затоа таа вели дека ваквото учење, кога вака ги учиме, кога вака ги едуцираме, ги образуваме нашите деца, ние влегуваме во една длабока комуникација, во едно длабоко разбирање, а со тоа и во една длабока поврзаност со децата, затоа што децата разбираат дека сите тие емоции кои што ни доаѓаат во различните ситуации, секогаш доаѓаат од непријатноста која што се создава во комфортната зона во која што ние сме навикнати да живееме. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Се надевам дека ви се допадна. Имајте убав ден. Се гледаме.